Од недела православните ги почнуваат адетите за најрадосната вест, раѓањето Христово. Почнуваме од сабајле литургија Златустова во чест на Светинал Охридски. Потоа во 17 часот во соборниот храм Свети Никола ќе се отслужи вечерна богослужба, ќе се благословат бадниковите гранчиња, ќе се поделат. Веќе вечерта настапува Коледе, кај што малите дечиња во понеделник веќе сабајле одат по куќите и го наговестуваат, најавуваат раѓањето Христово. Најголемото исчекување се случува во понеделник навечер, кога целото семејство се собира околу бадниковата трпеза. Бадниковата постна трпеза која е разрешена на масло и на вино, значи не и риба, но само масло и вино. Ја подготвуваме, се собира нели целото семејство во молитва, во тихување и во исчекување радосно за наредното утро во вторник сабајле да го дочекаме раѓањето Христово. Во првите векови од ширењето на христијанството, рождеството Христово не било прославувано како посебен празник. На истокот, прославувањето на Божик најверојатно прв го вовел Свети Василий Велики во Кападокија. Му се придружиле Свети Григорий Богослов, кој во Цариград го воведува во 379 година и Свети Јован Златоуст во Антиохија во 386 година. Во текот на 5 век, речиси сите цркви широм вселената го прифаќаат прославувањето на Божик.